Чекай, удари друг тейк. И најнова епизода на Return Time. Наш денешен гостин, Жарко Јовановиќ. Лайк и subscribe. Добар ден Македонија, каде и да си, особено во маркет ако си, па поготово и во петок. Денеска имаме едно ново издание на емисијата Во ветер. Имаме еден специјален гостин за вас, да го запрашаме. После смената од Сорос, вие застанавте на едно прочуена револуција. Што ќе кажете во врска со тоа? Ја не сум револуционер, знам за прашката и за студентските протести во 68-та. Шо ме спрашуваш сега? Други си ја води и види шо направија. Да се прашував, ја друго ќе беше. Сигурно, зашто тогаш некогаш не ја поддржавте емисијата Во ветер, а да дадете спонсорство преку некои фондови, да кажеме од Рокфелер, да кажеме од Сорос или па не знам Бил Гейтс. Зошто? Кажете. Ама вие изгледа сте ги измешале апчињата од Сабајн. Шо е работава овие теории на заговор путинистички? Не? Шо не отвориш невладина па да земеш и за медиум и за невладина, као шо некои отворија така па си земаа грант? Што е тоа циу-циу? И немој да испадне Милчин се појавил, Сорос го финансира Во ветер. Завршена приказна е ова. Знаеме дека сите премиери сакаат да патуваат. Вие напишевте и колумна за ја врати се дома. Зошто ништо не напишевте за оваа власт? Еве кажете. Знаеш како се вика ова? Инсинуација. Ти овдека ми глумиш джандар, а не новинар. Дечко, ти цело време се бариш со теории на заговор. Дали Спајдермен бил од Битола или од Русија? Дали Илон Маск е казахстански робот? Тоа ли? Знаев дека не треба да доаѓам во оваа емисија. Ај здраво! Ете толку е. А вие, драги гледачи, останете понатаму со емисијата Во ветер. Како се викаш? Жаре, Сигурен ли си? 100%. Дали по Кјошеви се пикаш? Увек. Сигурен си? Да. Омилено место во Куманово? Сокаче. Омилено место во Скопје? Многу ги има. Омилен професор? Милчин. Доколку Куманово би носело име на песна, која песна би било тоа? Октет Куманово, некој од нив. Куманово или Скопје? Куманово. Театар или шоубиз? Шоубиз. Кажи една брза зборка. По покатепетел. Како би ти рекол Кили, пази, натака е опасно? Немој бре да се шалиш, брате. Немој таму геш какви има умерени мајковци. Лик кој што сакаш да го изиграш во театар. Хамлет. Оди да ти ебу. Што сакал да каже? Оди да, тоа е јапански нешто, бре. Не е кумановски. Како би одјавил оваа емисија како пијан манов? Чао и останете да гледате шушумигасти работи што ги прави Денис. Њутон закон. Благодарам. Фала колега. Вие гледајте го Жаре и се гледаме наредна епизода Return Time. Чао. Чао.